Постојат теми за кои не се зборува гласно, постојат теми кои што некои многу тивко ги шепотат, а додека пак други немаат храброст ниту да ги спомнат. Тој истапува и гласно зборува за екзорцизмот. Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска во овој подкаст повторно сум заедно со епископ и пастор Константин Кајшаров и заедно ќе позборуваме на една многу интересна тема – екзорцизмот. Како сте и како се чувствувате? Здраво, Ана. Фала ти, добро. Поздрав до сите кои што не следат. Така, обично кога ќе се спомне екзорцизам, луѓето имаат представа дека тоа станува збор за нешто мистично, за некој хорор филм, за нешто многу спектакуларно, некој шоу или можеби магија. Што е всушност екзорцизам? Во основа е религиозен начин, религиозен пристап кон ослободување од нечиста сила со кое што одредено лице е обседнато. Иначе станува збор, со еден едноставен збор да го појасниме, ослободување од теророт кој што одредена личност го доживува кога е под влијание, притисок на нечисти сили, нечисти влијанија, нечисти духови или демони, кои што му го загрозуваат и животот и неговата слободна волја. Некогаш се верувало дека човекот може да биде обседнат со демони, но денеска дали можеби ние сме модерни, бидејќи не го веруваме тоа и можеби се препишуваат некои такви модерни називи, дека станува збор за шизофренија, за биполарно расстройство, епилепсија и слично. Така, без разлика на тоа како се објаснуваат одредени работи, ние во практиката гледаме дека се случуваат грозоморни убиства. Дали тоа се масовни убиства или пак се индивидуални случаи, без разлика, многу често се случува оној кој што е сторител на злоделото да објасни отпосле дека не се сеќава како го сторил тоа убиство. Не може да си припомни како дошол до таа состојба на афект за да влијае разорно врз животот на одредена личност. Точно таквите моменти укажуваат на тоа дека неговата волја била под друго влијание, тоа не е изговор за злоделото, меѓутоа бил препуштен, бил марионета, односно искористен од одредено влијание за да изврши злодело. Да, во современото општество не се гледа тоа како на еден реален проблем, бидејќи не е опиплив проблемот, не може многу да се објасни, бидејќи сепак станува збор за една абстрактна тема, неопиплива. Психологијата малку подлабоко се занимава со тоа и веќе има одредени диагнози кои што сочат кон тоа дека одредени појави како слушање гласови или одредени психички расстройства, нели се категоризираат како едно нарушување на менталното здравје кај личноста, се пристапува со медикаментозна терапија, со одредени средства, не секогаш има решение, односно нема доволно јаки резултати. Сум работел и со луѓе кои што биле пациенти во такви болници и кои што проблематиката на крајот излегла дека станува збор за демонски ситуации, обседнувања. Постојат ли демони? Дали се тоа духови на мртви? Не, постојат демони, меѓутоа не се духови на мртви, мора тоа да го разликуваме. Демони се нечисти духови кои што оперираат како интелигентни ентитети, имаат интелигенција, можат да внушат исказ, указ во главата на луѓето и имаат волја, имаат глас, имаат израз на емоција, меѓутоа немаат физичко тело. Додека човечкиот дух, кога човекот умира, го напушта своето тело и тоа е веќе сосема нешто различно. Многу пати луѓето ги мешаат овие работи, бидејќи често пати кога мисла дека го виделе духот на починатиот, мисла дека станува збор за самиот човек, нели, кој што живеел и починал. Но не станува збор за тоа, станува збор за демон, кој што само го употребува ликот и образот на починатиот, претходно бил веројатно во тој починат човек,
и само го зема неговиот израз на лицето со цел да има полесен достап до оние кои што се членови на семејството на починатиот. Луѓето кога ќе видат некој што личи на нивниот човек што го загубиле, веднаш мислат дека тоа е тој, со отворено срце пристапуваат кон тоа, за жал одат и на медиуми кои што, нели, тоа е разговор со, одат да се советуваат со медиум кој што разговара со умрени, мисла дека починатиот сака нешто од нив, прават одредени жртви, прават одредени ритуали, но сето тоа е еден вртлок кој што ги да речем ги завлекува, но крајот не се гледа. Бидејќи од тука почнува нова стратегија за погодување на нов член од семејството со демонско влијание. Како всушност напаѓаат демоните? Како може да се препознае? Најчесто напаѓаат неочекувано во неодреден момент, меѓутоа се случува многу често кај луѓе кои што немаат духовен имунитет. Кога зборувам за духовен имунитет, треба вака да представам една основна слика. Кога јадеме спанаќ, нели, цвекло, крвта е појака, хемоглобин, сето тоа влијае на нашиот физички имунитет. И имаме физички имунитет, отпорни сме на одредени бактерии, одредени инфекции, вируси и слично. Меѓутоа, луѓето кога немаат време за себе и не можат духовно да се наобразат, да се наситат духовно, остануваат духовно бедни. И наместо да се хранат од Светото писмо, се хранат со весници, со фејсбуци, со основни површни теми и тоа не ја наситува потребата во нив. И остануваат духовно бедни и слаби. И таквите многу често можат да бидат нападнати од демонски ситуации. Има случај кога ги напаѓа навечер, без разлика дали станува збор за машко или женско, може демонот да нападне со различни сексуални искушенија и најчесто станува збор за сукубус и инкубус, тоа се демони кои што напаѓаат. Едниот се појавува најчесто кај мажи, другиот кај жени. Искуството на луѓето кои што го доживеале ова е како да доживеале интимен чин во самиот сон, но во реалноста има манифестации физички, тие го доживуваат толку реално сето тоа. Има такви случаи многу често, дури кога станува збор за тие негодуваат, не сакаат да го имаат тоа искуство, но се злоставувани. И нема каде да се обратат, а се плашат ако се обратат кај психијатар дека ќе бидат обележани како да имаат друг проблем. Кај свештеници не се уверени да се упатуваат. Јас истапувам јавно и кажувам дека тоа е реален проблем и треба да се најде решение за тоа. Бидејќи за секој еден демон или нечист дух да тропне во нечи живот да влезе, мора да има одредена врата, одредена пукнатина во нивната душа. Некоја слабост која што ги привлекува и ги прави луѓето подложни на овој тип на угнетување. Зошто во Македонија нема друг човек кој што еве вака јавно истапува и говори за оваа тема? Затоа што се плашат луѓето да истапат. Има други пастори кои што знаат за оваа проблематика, можеби нешто од тоа не е дело во нивната духовна практика, меѓутоа јас од самиот почеток, од кога почнав да служам, се занимавам со сето ова. И имам доволно искуство во сето ова да разликувам какви демони се, кои типови на демони се, како треба да излезат и слично. На запад малку повеќе акцент се става на оваа служба, но се оди дури до таа мера што малку некои нешта треба да се преиспитуваат. Во кој смисол? Кога се врши службата на ослободување, се прави со заповед во име на Господ Исус Христос, се заповедува кон човекот да излезе од него одреден нечист дух или демон. Во тој момент демоните може да реагираат. Некои реагираат со врескање, со агресија, ми се случувало да ме нападнат, некогаш се случува и со негодување, не сакаат и на крајот да излезе глас кој што не е гласот на самиот човек во кого е демонот. И кога се случува самиот процес на ослободување, многу пати демонот може да не сака да излезе и тогаш е потребно да се препознае кое му е името. Кога веќе името му се познава, кога е разобличен, мора да послуша во името на Исус и да излезе.
Прво што сакам да истакнам. Не може да се изврши ослободување во име на одреден светец. Да речеме во име на Свети Павле излези од него, тоа нема такво нешто. Прво, второ, со сигурност бегаат од името на Господ Исус Христос и ако на некого му пречи кога се спомнува името на Господ Исус Христос и внатре чувствува некоја дразба, некоја нелагодност, тоа веќе треба да индицира кон тоа дека станува збор за нешто нечисто. Второ, кое што е важно да истакнам. Не секогаш ги знаете демоните по име кои се. Тие најчесто се карактеризираат според проблематиката која што ја вршат. Ако станува збор за страв, многу често може да биде во заповед духу на страв во името на Господ Исус Христос ти заповедувам напушти го тој човек. Сега. Како што влегуваат демоните преку уста и нос, така и преку уста и нос излегуваат. Затоа многу често се случува да имаат шлајм, да имаат потреба да искашлаат или да isfрлат, многу често се случува и да повратат. Кога се врши процесот на ослободување, меѓутоа не е толку страшно и драматично како што тоа е прикажано преку холивудските филмови, хорор филмови кои што нормално имаат специјални ефекти, сето тоа е табу тема, некако се избегнува во реалноста, но кога ќе забележите дека погледот на човекот е празен, кога ќе забележите дека се изолира од оние што го сакаат и наводно е во депресија затворен во соба, кога ќе забележите дека нема волја за живот, но исто така и нема контрола врз своите мисли, одсутен е, агресивен при добрина и при љубов, нема иницијатива за ништо во животот, секогаш тука треба да се земат под прашање овие нешта. Дали случајно има нешто кое што го тормози од друга природа? За жал, многу од луѓето и родителите не се свесни дека одредени игри на интернет има таква интенција да го заробат умот на детето, да го ослабнат истиот и да внушат, да отворат еден мост, еден автопат би рекол, за да се допре до неговата волја и потоа веќе програмата која што се игра на самата игрица станува инсталирана програма во умот на детето. Истото тоа дете подоцна може да биде поделена личност, да има две мислења, внатрешен диалог, една конфликтност која што резултира со девијантно однесување, бунтовништво, немање совест, искусување на задоволство при повреда на милениче или на брат или сестра или при повреда на родителот и така натаму. Станува збор за само еден од начините како тоа може да влезе. Кај возрастни исто така. Преку филмови, преку содржина која што не е пријатна, која што изобилува со сцени на насилство, исто така може да биде тригер преку која да се отвори еден процеп во умот на човекот и во подсвеста да влезе такво едно влијание. Затоа, особено кога сме во состојба на дремнување, пред да си заспиеме навечер, лежиме сите пред телевизорот нели во дневна, гледаме одредена содржина, неопходно е луѓето да прават селекција и хигиена на тоа што они конзумираат визуелно, аудитивно, дали е музика, дали се одредени драми, одредени филмови, содржини или шоуа, реалити. Не треба се да се прима, бидејќи тоа потоа работи додека човекот спие. Така, дали освен човекот може да биде обседнат на домот или може би освен на селбата? Човекот може да бидат обседнати и животните. Затоа не случајно се случуваат туку од ненадеж да се појави некое животно на патот и тоа токму да биде иницијалниот проблем за да човекот скршне од патот и потоа да доживее сообраќајна незгода. Но освен животни на патот или домашни животни, има луѓе кои што си чуваат добиток, има луѓе кои што си чуваат миленичиња. Миленичето не го изразува истото што претходно го правело. Станува агресивно, непрепознатливо, од ненадеж. Да, возможно е да бидат обседнати и живите организми околу луѓето, но како што спомна и ти, може да се чувствува не да се обседне куќата, но куќата да биде место каде што можат да
да престојуваат како на автобуска станица. Најчесто што ја прави куќата подложна за во незе да има пристап на нечисти сили, најчесто тоа се внесувања на предмети кои што имаат одредено окултистичко значење. Тоа се портали кои што ние ги доживуваме како сувенири од Афродита Божица, ја купувате од Грција, од одморот, си го носите дома, ставате негде на рафтот дома, некаде украс, и не забележувате дека од таму започнуваат одредени нешта да навлегуваат. Исто така, овие од Египет кои што знаете, се продаваат слики египетски, беа порано повеќе популарни. Или оние предмети кои што се од домородски племиња, како копја, како одредени пердуви, маски. Да, или овие дрим кетчери, оние кои што се како мрежички со пердуви, кои што се ловци на соништа, така ги нарекуваат. Исто така би можел да ги споменам тука овие сините ока кои што се ставаат против уроци, но можам тука да наредам уште многу кои што доаѓаат во предвид. Секако треба да се селектира, бидејќи не секој предмет е таков, но кога има одреден символизам на други богови, божества, или е символ на лицемерие или нешто што се правело позади одреден облик, да речеме маски. Позади маските, овие од Венеција што ги купуваат и ги ставаат на зид. Што се правело за време кога ги носеле маските, се знае, неморал, блуд. Такви маски сега се закачуваат над зидовите. Што се случува преку тие? Мора да се свесни луѓето за тоа што внесуваат дома. Бидејќи истите тие сувенири представуваат, како што спомнав, врати или портали преку кои што влегуваат од друга димензија, од четвртата димензија, навлегуваат ентитети. Некогаш може да се почувствува мирис, непријатен мирис на цигари, иако никој не пушел, на дим од цигари. Некогаш тоа може да е како кисело нешто, како расипано. Или нешто како не се овие секогаш, јас само ги напоменувам од искуството, меѓутоа можат повеќе начини да бидат индикатори за сето тоа. Шум во куќата, стапки кои што се слушаат во ходникот или во кујната, расипување многу често на апаратите од домаќинството, исто така индицираат кон овие нешта. Се разбира, не зборам сега ако ви се расипе вас шпоретот, одма станува збор за Каспер таму или некои нечисти духови, не станува збор секогаш за тоа. Тоа се последователни манифестации, една после друга, после трета, која што кога се следи тековно се забележува дека станува збор за нечиста сила, односно демон. Имав случај од Охридско, стануваше збор за дете кое што се буди во сон со врескање и не знаат за што станува збор. Родителите се жали детето дека има болки на грбот, родителите го соблекуваат и гледаат белек на плешката од зади, од угриз, од уста. Меѓутоа, никој со него не спие за да некој го гризне. Кога тоа веќе се повторува уште еднаш и кога веќе во куќата се случуваат одредени манифестации, појава на рој бубачки, лебарки кои што не можат да ги искоренат, мирис во куќата, исто така гласови, шумови, непријатни сониште, кошмори, сите тоа го доживуваат во домот, каде да најдат спас. За жал во Македонија луѓето тоа го гледаат како решение кај бајачи гледачи, што е спротивно од Свето писмо и што носи двојно поголем проблем. Ми се обратија, направивме ослободување со детето во присуство на родителите и со нивна согласност писмена, беа присутни, направивме ослободување на детето во име на Господ Исус Христос, го повторивме тоа 2 пати и после тоа детето веќе немаше таков проблем, луѓето беа пресреќни, но сакаа да ја продадат куќата, ја продадоа и зедоа друго живеалиште, за да бидат помирни. Често имате вакви ситуации, удали луѓето и воопшто се свесни дека се под демонски напад? Има луѓе кои што се свесни и сами кажуваат дека станува збор за демон кој што ги тормози, го слушаат гласот како им зборува од внатре. И најчесто целта на демоните не е да имате лагоден живот, туку да ја одземат слободата на човекот, да го уништат животот и најнакрајот нивното финале од нивното разорно действие
е да го предизвикаат човекот да направи самоубиство. Тоа е главна цел. Главна цел. Така душата фактички на тој начин ја ловат. Како тогаш човекот да се заштити? Значи, најпрво, за да појаснам на сите, бидејќи оваа тема сакаме накратко да ја кажеме, е многу широко спектарна, што се демони? Значи, како што постојат ангели, кои што се представници на Бога, месенџери, гласници на Бога, постојат и демони. Тоа се дел од ангелите кои што отпаднале кога сатаната се побунил против Бога, и заедно со сатаната тие паднати ангели се нечисти духови или демони. Тие ги имаат тие сили на влијание, на движење на материјата и правење одредени промени, дури и со климата и она што го гледаме околу нас. Меѓутоа, за да се заштитите, вие не можете само да носите крст на себе си, да јадете лук или да чадите со темјан дома и со босилок, или да прскате со светена вода. Потребно е да се прими принцот на мирот во Светото писмо, така е објаснет, но тој е нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Кога ќе се прими Христос своеволно, свесно, не како бебе, како возрасен човек, кога ќе го примиш Христос во своето срце, свесно ќе поверуваш, ќе осознаеш кој е тој и ќе го признаеш со својата уста, тогаш веќе ти припаѓаш на Него, на Христос. Тоа не значи дека нема да имате проблеми, но не можете да бидете обседнати. Разликата која е? Кога се прима Христос, нашиот дух оживува и ние сме живи во Бога. И не може нашиот дух да биде заробен и угнетен од нечисти сили. Но кога не е Христос во нас, тогаш длабоко во нашата срж можеме да бидеме угнетени од демони, узурпирани и нашата волја да биде под нивна контрола. Многу често и за жал се случува луѓето да го барат ова решение дури откако ќе се случи проблемот. А многу е важно да имаме пред се свесност дека ние како христијани треба да имаме личен однос со Бога. Пак ќе кажам, за жал, сите оние кои што доаѓаат и ги консултирам, не ја знаат ни молитвата Оче наш, не знаат Свето писмо, како да имаат духовен имунитет, како да стекнат силен духовен аспект од својата личност да изградат, кога тие немочто не ја примаат духовната инфузија која што е потребна да ги крене. И затоа ги канам да доаѓаат на богослужби кај нас во Благовест, во нашата христијанска црква Благовест, за да слушнат, примат, почнат да растат духовно во личен однос со Бога, а и потоа да почнат да живеат вистински. Бидејќи ќе го ослободиме ние човекот од демони. Меѓутоа, многу е веројатно по извесен период да се случи однова проблем. Така. Рековте дека се изгонуваат демоните во името на Господ Исус Христос. Така е. Но неодамна читав за една статија каде што се напоменува дека екзорцизмот е потребно да се врши со посебни реквизити, Така. да се користи посебен тип на молитва, дека тоа го изведуваат посебно назначени луѓе за тоа. Дури и неодамна Така. прочитав статија каде што се одржуваат и семинари и како тие техники, да речеме, на изгонување на демони едноставно еволуирале и како мобилните телефони почнуваат да се користат за изгонување на демони или за екзорцизам на далечина. Да. Па, ако од една страна е тоа, од друга страна народот си го практикува со лук и со темјан, што е всушност она вистинското од ваша пракса? Дали се навистина користат такви реквизити? Како вие го практикувате? Во секоја црковна деноминација има различен пристап кон оваа проблематика. Значи, во православието има одреден начин, во католичката црква има друг начин, да, има семинари, има обуки, во протестантската црква исто така. Меѓутоа, суштината во процесот на ослободување од демони не се однесува на, акцентот не се става на светата вода, на крстот, на маслото што се користи при помазувањето,
или на Светото писмо кое што се држи. Многу е важно тој кој што го врши ослободувањето да е воден човек од Светиот Дух, да имаш водство од Светиот Дух. Ми се случувало кога го немам тоа водство од Светиот Дух да не го вршам процесот, бидејќи го немам тоа што ми е потребно, а тоа е присуството на Светиот Дух. Бидејќи јас можам сите техники да ги знам и да ги применам, но ако го немам оној од кого доаѓа сета Божја сила, тогаш тоа може само да биде еден ритуал, празен ритуал, успешен, неуспешен и така натаму. Зошто ова го истакнувам? Затоа што во практиката јас не практикувам насилство. Има во самиот процес некои употребуваат физички удари врз луѓето кои што се обседнати. Не е така, библиски тоа не е оправдано, бидејќи Исус така не ослободуваше. Исус ослободуваше луѓе од демони со заповед, нели, заповедуваше во моментот да напуштат и излегуваа демоните од луѓето. Јас го користам тој пристап, не користиме некои посебни реквизити и не сметам дека треба луѓето да ставаат акцент на реквизитите, бидејќи се случило обседнатата личност и крстот да го изџвака, во моментот да го крши ако е дрвен, или бројаница да ја здроби. Многу пати се случува да ако е вода да реагираат, но не реагираат заради тоа што е светена вода. Реагираат кога ќе кажам крвта на Исус целосно ги покрива овие луѓе и тогаш символично водата ја нанесувам врз луѓето и реагираат заради тоа што зборувам дека тоа е како символ за крвта на Исус што се пролева и за Словото, бидејќи Словото не чисти од сета заблуда и нечистотија. Самиот процес е захтевен и треба човек да е спремен за тоа. Се согласувам со тоа дека треба да е човек обучен за оваа служба. Во мојот случај, јас обуката ја изврши Господ во мојот живот и не бев спремен, но се случи спонтано и тогаш сватив зашто Господ ме повикува. Не се исплашив кога прв пат почнам со тоа, уште по 2012 година. Меѓутоа бев како спремен, но таа спремност не дојде од моje искуство, од начитаност или посветеност, дојде како повик од Бога. И затоа верувам дека луѓето покрај тоа што се повикани од Бога можат и да бидат обучени. Затоа и јас имав иницијатива од многу луѓе да направам практичен прирачник за оваа проблематика и тоа е книгата Ослободување, каде што објаснувам што се демони, како знаат, нели како најчесто напаѓаат, оперираат и како човек сам да може да си се ослободува од тие демони, доколку е посветеник и следбеник на Господ Исус Христос. Вие во вашата служба действувате заедно со вашиот тим? Да, имам тим, ги обучувам, тој тим секогаш се променува и е различен, бидејќи ги обучувам верниците да действуваат со авторитетот во име на Господ Исус Христос против овакви нечисти влијание. Меѓу другото, тоа е дел од самата вера во Бога. Самиот Христос кажа во мое име: ќе полагате раце на болни, тие ќе оздравуваат, ќе прогонувате нечисти сили, ќе говорите непознати јазици и така натаму и така натаму. Да, имам искуство со различни тимови. Дали можеби се плашат кога се вклучуваат во сето ова? На почетокот не се плашат, бидејќи сум со нив и некако се посмели. Имавме еден случај кога жената беше многу угнетена од повеќе демони. Не беше еден, туку повеќе во нејзе и имаше потреба, бидејќи беше многу агресивна кон сама себе, се угнетуваше себе си, беше држена од одредени луѓе од тимот и тогаш се случи неочекувано нешто. Демонот говореше на изобличен глас, машки глас, се сврте кон еден од луѓето од тимот и му рече: те знам јас, знам што правеше ноќеска, какви филмови гледаш и што правиш и сега немаш сила против мене. Човекот се засрами, мислам, непријатно му стана и не свати дека тоа е демонска стратегија, ѓаволска стратегија за да се откаже од намерата да служи во оваа служба. Поцрвене во моментот, се проколеба, стана духовно падна, ослабе, се угнети и се откажа и истовремено излезе. Јас му реков: излези надвор од просторијата. Потоа продолживме, се разреши проблематиката, меѓутоа со него зборував и му кажав: тие може да имаат одредени информации за тебе, што правиш, како правиш, но кога се работи за оваа служба, ти мораш да знаеш
Каква ти е релацијата со Бога и каков животен стил имаш? Бидејќи ти мораш да си свесен, не можеш да правиш одредени нечисти работи кои што се нивни, така речи, а потоа да одиш против нив. Тие го користат тоа за да ги неутрализираат службениците, така да речем, да ги компромитираат и да бидат неутрализирани во нападот кон нив, нели, во ослободувањето на одредена личност. Кон мене лично има закани, ќе видиш Константин, ти што ја тераш да чита Библија или да се моли на Господ. Свесни ли се луѓето дека тоа практично не го кажуваат они? Луѓето се свесни, луѓето не се хипнотизирани, луѓето се свесни, меѓутоа нивната волја, нивната личност е како да се затворени во соба и се посматрачи. Го слушаат гласот, знаат дека не е нивниот, знаат дека они тоа не сакаат да го прават, но тоа е посилно од нив и го вршат, го прават. Некогаш прават нешто што не можам да ги објаснам така јавно, меѓутоа се вулгарни, брутални, и тоа не можам ни имам ја снимки за сето тоа, но не можам ни да го објавам, бидејќи е непријатно и за луѓето, но и за оние кои што гледаат. Многу пати луѓето се плашат да ги гледаат овие сцени и често пати наидувам на коментари дека тоа е глумење, дека тоа е измислено, дека е за пари и слично, меѓутоа никој не може да го свати, мора да биде физички присутен да свати дека тоа е реалност. Меѓутоа, како што за еден хирург реалност е да оперира, за мене реалноста е друга. Јас работам во друга сфера и за мене тоа е реалност. И сега замислете на хирургот да му речете не е вистина ова што ти го сечеш. Така се случува критика на таа основа да ми кажат не е вистина и слично, а гледаме што се случува. Видете, основно нешто кога луѓето кажуваат не постојат демони и не постои ослободување демони, со тоа го негираат Исусовото дело. Исус дојде да ги разруши делата на ѓаволот. И кога ќе кажете не постојат демони или тоа се измислици, вие кажувате дека Исус си играл, дека не е ослободувал демони, односно се негира неговата служба. Не може тоа да се така слободно да се каже и да се хули Господ, бидејќи ако нешто не е јасно, можеме да отвориме Свето писмо и да се образуваме, или ако не знаеме, можеме да прашаме пред да ставиме етикета. Меѓутоа луѓето се плашат од предрасуди, се потикнати од страф или предрасуди да ставаат лейбели етикети на одредени ситуации. Меѓутоа тука веќе кога ја зборувам оваа тема, сакам да спомнам што Исус кажува при процесот на ослободување од демони. Вели вака, кога еден зол или нечист дух ќе излезе од човекот, тој вели снови, оди по суви запустени места во потрага по спокојство кое што не го наоѓа. Тогаш ќе си рече да си се вратам јас во моето предходно живеалиште. При враќањето забележува дека местото е празно, чисто и уредено. Па оди и доведува уште 7 духови полоши од себе, со кои се враќа и се населува таму, така што сега состојбата на човекот му е уште полоша од претходната. Тоа велики и се случи и на оваа зла генерација. Ова го пишува во Евангелие по Матеј 12 глава. Значи, сака да прикаже Исус, ни објаснува дека духот има чувство кога ќе нападне одреден човек, тој дух се однесува како да му припаѓа тоа тело, како да е негова куќа или живеалиште. И кога ќе биде избркан, тоа се средува во самиот човек и во духовен аспект и психолошки, емоционално, ментално и така натаму. Но по извесен период, тој дух се враќа и кога ќе види дека сте средени, дека сте исчистени, оди зема 7 полоши духови и се враќа и тогаш таа состојба станува полоша од претходната состојба. Затоа не избрзувам кај луѓе кои што не се спремни да му го посветат животот на Христос. Зошто? Затоа што кога ќе бидат исчистени, тие пак се ранливи и пак се подложни на овие нечисти сили. Но кога ќе поверуваат и доброволно го прифатат Исус Христос за свој Господ и Спасител, поканувајќи го тој да владее во нивниот живот, тогаш нивната куќа или нивната внатрешност припаѓа на Христос, тие се исполнети со Божјото присуство.
Кога потоа повторно ќе нападне демонот со 7 полоши, веќе тука Вратата е затворена, бидејќи Христос владее внатре во таа личност и не може да бидат обседнати. Може да почувствуваат одредени проблематики, но не може да бидат обседнати. Обседнат значи да ти е одземена слободната волја, узурпирана волјата на одлучност и не можеш да излезеш од таа ситуација. Додека при чисти оние основни угнетувања или влијание од демони може да удрат по телото или да удрат по одредена мисла и емоција, но не можат да влезат и да ве обседнат. Така. Ајде да ја откриеме мистеријата. Дали се наплаќаат овие ослободувања? Убаво и практично прашање. Многу пати луѓето дискредитираат со критики од таков тип, особено од служители. Мои, да речам, колеги или браќа во верата во Христа и не го работат тоа и најчесто ставаат одредена предрасуда или страв или пак нешто што дискредитира по мое име и презиме со цел луѓето да не доаѓаат во нашата црква. Разбирливо е до негде, ајде, се плашат несигурност и така натаму, но јас како Божи служител не можам да наплаќам за ослободување, екзорцизам или ослободување од проклетство или молитва за исцелување. Тоа што јас го наплатувам, а кое што сите се чудат што е, јас работам на 2 работни места. Едното е Христијанска црква Благовест во Република Македонија и тука се сите тие духовни работи, како исцелување со молитва, ослободување од демони, ослободување од проклетства, чистење од магиски дејства, венчавки, крштевање и слично, кај нас тоа е без пари. Не се наплатува и отворено за секој кој што сака духовно да расте, да спознае кој е Господ, како да се живее според Светото писмо и тоа е живо христијанство. Тоа е мисијата, библиско христијанство. Тука разликата од другите цркви е што нема поклонување на светци, нема ритуали, празниците се тие Великден, нели, Божик и Педесетница, меѓутоа нема некои ритуали, обреди и слично и различно е заради тоа што не се практикуваат тие нешта. Значи тоа е едното работно место, другото кое што го работам е во Елан, тоа е Центар за терапија и едукација и тука малку повеќе навлегувам во консултации со луѓето, работиме повеќе во менталната сфера, каде што треба да искусат преобразба на начинот на размислување, разговараме за други семејни ситуации, но исто така тука се физиотерапевтските процедури. И тоа е сосема различно. Тука се наплатува. Тука правиме различни семинари кои што се од друга природа. Така и тука веќе тоа се наплатува и тоа е сосема различно. Сега што е интересно? Тие ова ми го земаат за зло и го прилепуваат дека станува збор за мојата духовна служба во црквата, дека наплатувам за одредени работи. Тоа не е така и не може да биде така, затоа што духовните работи не можат материјално да се платат. Така, книгата која што стои тука, Ослободување, е токму напишана на темава за која што збориме и верувам дека сите кои што сакаат малку подлабоко да осознаат за сето ова, можат да си ја најдат. Да, оваа книга е веќе препечатана неколку пати, бидејќи одамна е напишана, меѓутоа е напишана на лесен јазик, разбирлив, за да може секој човек, дури не посветен, не навлезен во оваа тематика, да свати за што станува збор, да му биде полесно да ги препознава работите, бидејќи оваа проблематика не е изговор за реални проблеми кои што ги имаат луѓето. Многу често некои велат, некој дух ме натера да направам нешто. Не, тоа се изговори, исто како кога се злоупотребува терминот магија, некој ми направил, па затоа вака правам и слично. Сето тоа се различни изговори. Проблематиката на окултизмот со магиските дејствија, проблематиката на проклетствата, проблематиката на демоните и демонологијата воопшто. Сето тоа се разрешува само со вера во Господ Исус Христос. Значи, не со имиње на светци. Светците се пример како тие луѓе живееле посветено со верата во Христос и како го пожртвувале својот живот. Тоа се примери за тоа. И кога се читаат житијата, се гледа тој пример за вера и посветеност во
кон Бога. Но тие не се богови за луѓето да се молат на светци, па и во нивно име да го на демони. Единствен кој што го порази сатаната 2 пати, еднаш во пустината, а потоа и на крстот жртвувајќи го својот живот за нас, тој е Христос кој што умре, на 3 ден воскресна, ја порази смртта, го победи ѓаволот, го порази тој демонски свет и ни донесе победа на сите нас. И кога го примаме него во нас, ние примаме дар, подарок, вечен живот и спасение. Неговото име веќе во нас го примаме, ние добиваме печатот Светиот Дух и веќе не сме изгубени овци, туку овчички кои што имаат жик, Божји жик. И ѓаволот кога ги гледа Божите овци или Божите луѓе, не пристапува баш така лесно со неговата војска од демони, туку пристапува на попрефриден, по-различен начин, по-лукав начин. И затоа имаме ние малку и напредни теми во однос на оваа проблематика, како да се препознаваат нападите од непријателот и како да се превенираат истите. Бидејќи во едно семејство еден човек, да речеме, е верник, ама другите членови не се верници. И многу често нападите не се директно кон верникот, туку кон оние кои што му значат во животот. Тоа се деца или родители и слично. И затоа треба да бидат обучени и потикнати како да се справат со сите тие проблеми дома. Така. Имаме многу прашања, дали веќе времето не гази, дали имаме уште нешто така битно кое што не го спомнавме, а еве сакате да го кажете? Без разлика ние што живееме во еден современ свет на технологија, гледаме напред, се оди напред и така натаму, мора да се знае, да се свати дека ѓаволот не се појавува со рогови, со опашка како што мислат луѓето, него станува збор за сосема поинаков и поинтелигентен пристап кон сето тоа што сака тој да го стори на овој свет. Меѓутоа, не би сакал акцентот да го ставам кон сатанизмот, кон системот на антихристот кој што се воспоставува во светски рамки со контролирање на слободата и волјата на луѓето, со контролирање на фармакоиндустријата, дигиталните валути и така натаму, не навлегувам во тоа. Мојот фокус е Христос. Дури гледаме кон Христос, безбедни сме. Дури нас погледот ни е насочен кон Бога, ние ќе бидеме како сончоглед кој што се развива, зрее и дава плод, гледајќи нели кон сонцето. Така и ние, ако сакаме да имаме духовен живот, плодоносен живот, живот кој што изобилува во Божјата благодат, треба да гледаме кон Христос. Зошто го спомнувам ова? Дојде една девојка која што имала малку подинамичен ноќен живот со нарушување на моралниот компас, со одредени проблематики, зависности и различни други ситуации. На крајот доживува бродолом во својот живот, колапс, страда, нема ни волја да си помогне на себе си, при обидот да и помогнат незините најблиски, тоа се изразува со агресија. Едвај пристапува кон мене, разговараме за сето тоа, пристапува кон ослободување и се случи успешно ослободување, фала на Бога, не сум заслужен јас, неговата милост, девојката се ослободи и тоа е тоа. Меѓутоа, незиниот начин на живот не беше променет, исто како што не беше променет незиниот начин на размислување и верување. По извесен период се врати на истото место од каде што ги закачи тие демони. Зошто го кажувам ова? Затоа што вие не можете да пиете отрови, а да очекувате здравје во телото. Не можете вие да садите трња, а да очекувате домати да израснат. Значи, не можете да очекувате убавини во животот да ви се случуваат, ако вашиот начин на живот е непријатен, ниту корисен за вас, но и за оние околу вас. Со ова сакам да истакнам дека гревот има цена, има последици. Тој грев носи последици и смртта е реакција, односно последица на тој грев.
Ако не се избере Христос, цената на гревот која што доаѓа е огромна. Не само страдање во физичко тело и физичка смрт, туку и вечна смрт. Но, бидејќи Христос ги плати нашите гревови со своето жртвување, сите во него искусуваме слобода, искусуваме спасение, благодат, благослов. И затоа велам, ако човек е спремен да го прими Христос и да живее неограничено и според некои религиозни норми, туку според Христовото учење, следејќи го Христос, тогаш и да биде ослободен од демони не е опасно по него и може навистина да го искуси животот на еден преубав начин. Но, ако само сака да биде ослободен за потоа да продолжи да живее во одредени проблематики кои што ги живеел, тогаш што е право на избор и, како да кажам, на човек не можеш да му помогнеш ако не сака сам да си помогне на себе. Ние сме тука да помогнеме, да советуваме, да дадеме правец, да дадеме светло таму каде што е потребно. Тоа е и основната мисија на секој верник. Повикани сме од Христос да сме сол и светлина на овој свет. Но не секој човек може на тоа да реагира добро. Знаете, кога светиш, еве ти Ана, кога светиш и зрачиш со добрина, со љубов, не секој се радува на тоа. И најчесто луѓето кои што имаат одредени демони, се оние кои што реагираат и сакаат да го згаснат светлото во тебе. И имено причината за многу конфликти во работни услови или во семејството не се секогаш недоразбирања, туку се војна помеѓу доброто и злото. Многу убаво кажано. Да. Решението е, пак ќе кажам, верата во Бога и посветеноста. Тој да управува со нас. Не може крстот само или лукот, не може. Тоа нема, тоа се малку излезени работи од контекст. Се користи лукот како антибактериско средство да стои во просторијата на тацна за да ги абсорбира како што лимонот абсорбира бактерии, но не бегаат демони од лукот. Сум пробал како помлад, исто така и со темњанот, исто така и со жалфија и со различни други средства. Единствено на кое што се покоруваат и мораат да послушаат е кога ќе се заповеда во име на Господ Исус Христос и излегуваат. Колку и да ржат, колку и да прават пакости и слично и да се закануваат, не се они се силни, бидејќи Господ е над се и поголем е Господ во нас отколку оној во светот. Така е. Верувам дека отворивме многу прашања кои што вредат многу повеќе од лесни заклучоци. А вам сите кои што гледате, ако барем ве поттикнавме повеќе на размислување, ако барем ви дадовме одговор на некои ваши дилеми или пак можеби ви отворивме и нови прашања, верувам дека овој подкаст го постигна тоа за што и беше. Ја постигна својата цел. Ви благодарам и до гледање до следниот клуч.